Тука е. Добро, благодарам за присуството. Значи, прво да се извинам претежно на присутните медиуми и на членовите на Либералната партия, симпатизерите, за моделот на програмата што ви го дадовме денеска само во печатена варијанта. Утре ќе бидат готови програмите, меѓутоа беше закажена сала уште понеделникот и затоа доцниме, така да едно мало извинување. Мислиме програмата во културна смисла, а не вака. Значи, Кире Бузлиев, подпредседател на Либерална партија, носител на изборна листа на листата за изборна единица број 2. Прво на почетокот веднаш да кажам дека сум многу горд што сум носител на листа која што не се карактеризира со не само мојата, туку и другите 4 листи во другите изборни единици, со ниту едно осомничено, обвинето, осудено, одлежано лице, па дури ни со едно аболицирано лице. За разлика од сите други. Едноставно не можете да најдете листа од некој друг предлагач од овие другите 10, каде што нема едно од овие 4О или 1А. Најважно, Либералната партија се залага не за промена на власта, туку за замена на власта. Што сакаме да кажеме со тоа? Промена исто како да имате паричка од 1 денар и имате аверс и реверс, тоа се ДПМНЕ и СДС, СДСМ. Ние се залагаме не само за промена, туку за замена, не само за замена, туку за промена, односно за зголемување на вредноста. Денарчето да биде барем 2 или 5 денари и да не биде само промена една на друга страна. Како либерали, веруваме во слободата и човековите и граѓанските права, предприемништвото и пазарната економија, каде што профитот е цел. Квалитетот на македонскиот граѓанин подготвен и низ надпревар да го оствари македонскиот сон тука, во Македонија, а не да бегаат младите надворни светот. Консолидирано општество, што е и мото на нашата кампања, во кое резултатот и одговорноста се мерило за успехот на поединецот. Хумана држава што обезбедува еднаков пристап до можностите и до основни услуги за нејзините граѓани. Суштински политички промени кои можат да ги создадат само поединците и тимовите со правилна цел. Квалитетот да доминира над квантитетот, може би не веднаш, но секогаш кога е најпотребно. Ние либералите во Македонија, како и либералите пошироко во светот, воопшто сигурни сме во своите квалитети, знаења, принципи. Ние сме обштествено одговорни поединци и во нашето действување поаѓаме одличната одговорност кон себе и своето семејство и заедницата. Не сакаме да веруваме во лажни вредности. Не сакаме држава, институции и партии кои ги се мешаат во приватниот живот. Кога ќе отворите фрижидер па ви излегуваат и оттаму. Создаваме обштествена кохезија и сакаме да се чувствуваме пријатно и уважувано во својата земја и да бидеме активни во незиното подобрување низ акција втемелена на нашите ставови. За таа цел, зад концептот на владењето на правото, почитување на човековите и граѓанските индивидуални и колективни права и слободи и заштита на приватната собственост и економската иницијатива. Централен предизвик на Либералната партија и на либералите ни е функционалноста на нашето општество и економија, гарантирани од оптимална држава, финансирана со средства од оптималната редистрибуција на дел од профитот. Не преговараме за правата и слободите на човекот и граѓаните, кои се утврдени со уставот и документите што ги прифаќаме како држава, за стекнатите права и за правата во новото време. Нема промена на подобро и успешна матрица без да се подобриме самите себе, ниту без да се подготвиме за модерните предизвици. Либералниот општествен концепт е заснован на инклузивност и толеранција, па признаваме дека нашата заедница би била некомплетна без нашиот белег, богатството на различности и нефункционална без нивното разбирање и почитување. Либералниот рецепт е синергија на спецификите на поединецот и на секоја заедница за квалитет на целината.
Ниту една влада и ниту една партија нема право на единствена вистина. Отсуството на критика на власта брзо ја деформира и најдемократската влада. Всушност го имаме тој пример кај нас. Затоа наша мисија е јасна регулатива што превенира екстензивно државно огласување и создава еднаков пристап на партиите до медиумите. 10-кратно намалување на предвидените парични казни за делата клевета и навреда. Засилување на улогата на новинарските здруженија во мониторингот на медиумите на сметка на државните представници. Либералната партија се залага за заедница со доминантен среден слој, бидејќи без таков слој нема одржливост и иднина. Средниот слој се гради и негува со децении, наместо како кај нас, тој со децении да се деградира и маргинализира. Урамнотежениот пристап на општествената редистрибуција на средствата од вишокот на профитот пред се е карактеристика на средниот општествен слој. Ова е реалност, бидејќи средниот слој генерира образовни, општествено свесни и активни граѓани. Но тоа е и популацијата што беше најизложена на осиромашување и на политички притисоци во овие 2 децении од сите досегашни влади. Веруваме во владењето на правото. Од тука, секој одговара пред законот, а не пред партијата. Секој одговара за прекршување на законот, а не за членство во партија различна од нашата. Профитот остварен по закон е личен и не подлежи на политичко-партиска ревизија. Заштитата на приватното е темел на владењето на правото. Го поддржуваме концептот на владењето на правото пред правната држава, бидејќи граѓанинот има предност пред државата. Затоа и порачуваме: нема подкусурување со вработените во администрацијата и јавните компании. Нека престане понижувањето на лекарите и медицинскиот персонал, на учителите, наставниците и професорите, полицајците, војниците, судиите и адвокатите. Што е друго важно? Законите кои се носат во парламентот да се расправа пред нивното донесување, а не да се отвараат расправи како тие ќе бидат изгласени во парламентот. Меѓутоа, во сегашноста тоа не е можно, затоа што е докажано дека 90% од законите се носат по скратена поставка во парламентот. Ова е вистински прикажано, погледнете географијата за 7-мо оделение, па во географија е ставено тоа, пазете, каде што во еден текст, беше сега на социјалните мрежи тој распределуван, дека владата во Република Македонија е законодавна и извршна власт. Уствари, ние нема што да викаме дека тоа е грешка, зашто тоа е вистина. Владата ги носи законите, ги предлага, се прави владата. Собранието само прави амин. Либералната партија предлага еднократна даночна амнестија. Познати се податоците дека транзицијата и првата посттранзицијска фаза одлеа значајни средства од државата, проценети меѓу 3 и 5 милиарди евра, заглавени во странски банки или трансферирани преку офшор компании. Затоа, отворени сме да разгледаме еднократно даночување при повраток на средствата во домашниот банкарски систем, како и стимулативни мерки при нивното директно инвестирање во реалниот сектор и производството. Оваа мерка не е правична, но е многу прагматична. Затоа го напоменуваме ова. Исто така, мандатот на специјалното јавно обвинителство мора да биде продолжен на неопределено време и да се отвори специјално одделение во судот, кое што ќе ги гледа и овие работи кои што пред тоа ги кажав. Редефинирање на државната помош, субвенционирањето. Средниот слој е преизложен на последиците на економската криза за 2 пати да го финансира крајниот производ, како што тоа е случај со мнозинството субвенционирани земјоделски култури во земјата. За нас одговорот во земјоделството е субвенционирање да, но на проекти и добиен производ, наместо како што е сега на дејност и на квадрат на површина, односно
Што поголема површина, поголеми субвенции и никој не оправдува зашто се дадени тие пари. Либералната партија поддржува и поттикнува јавно-приватно партнерство во комуналните дејности, односно да се дадат јавни овластувања за приватни ентитети. Одржувањето на јавната хигиена, погребните услуги, водоснабдувањето се потенцијални области за јавно-приватно партнерство во локалната самоуправа, но само ако се посвети идентично внимание за нивната реална исплатливост. Јавна инвестиција на државата во концесионирање на морското крајбрежје во соседните држави на подолг рок со цел развој на македонските туристички и транспортни капацитети, концесија на албанското крајбрежје на Јадранското море и на делови од пристаништето во Солун и во Бургас, паралелно со довршувањето на коридорот 10 и форсирањето на коридорот 8 ќе дадат нов импулс на македонската економија. Гасификација на целата територија и, што е најважно, изедначување на условите за странските и домашните инвеститори. Затоа што само за странските инвеститори има подготвен терен за да дојде да постави хала, а субвенциите кои се дадаваат остануваат тајна. Никој не може да дојде до документи и до вистинските договори какви се субвенциите што им се даваат на странските инвеститори. Особено е значајно во врска со буџетите да има транспарентни буџети од секоја јавна институција и да бидат јавно објавени на нивните веб страни и секако реализацијата на трошоците која била планирана за тековната година. Битно е да има одговорно задолжување. Тоа задолжување кој би било во странство да биде само за суштински дејности, а не за некои од проекти како што е да речеме Скопје 2014. Младите. За младите имаме посебен дел во програмата и тоа да се спречи иселувањето, всушност тоа представува одлив на квалитетен млад кадар. Учество во креирањето на политиките што ги засега и донесување на посебен закон за млади. Финансиска поддршка за младинскиот сектор. Младински прашања и теми кои ќе се расправаат преку лоби група во Собранието на Република Македонија. Здружување на средношколци и студенти без притисоци. Организирање на локално ниво во соработка со локалната самоуправа. Унапредување и заштита на правата на младите и борба против дискриминација врз секоја основа. Укинување на екстерното испитување. За се ова никој не спомна досега во кампањата, затоа што им стои над глава како солче. Мора да се направи попис на населението. Единствена држава во Европа сме, значи понатаму да не збориме, која што нема направено толку години попис. Самиот попис ќе дефинира и прецизирање на избирачкиот список, дали има фантоми или нема фантоми, и по дефинирање на прецизниот, односно новиот избирачки список, наша заложба ќе биде промена на изборниот модел. Изборен модел со една изборна единица и со отворени листи. Да не се гласа само за лидерите на партиите и тие кои што ќе ги наредат на листите, туку да може да се гласа во овој случај и за 20-тиот, ако е квалитетен кадар и има повеќе гласови за него од првиот. За крај, значи мотото наше не замена, туку промена. Промена за средена и консолидирана Република Македонија. Благодарам. Заборавив да кажам дека зборот